По смртта на родилката од Тетово почина и незиното новороденче по долготрајна реанимација на клиниката за детски болести во Скопје. Мајката на новороденчето со компликации и високоризична бременост почина на 30 септември при породувањето во Тетовската клиничка болница. Докторката од оделот за интензивна нега и терапија Лилјана Коик при клиниката за детски болести истакна дека новороденчето од самиот прием во болницата било во критична состојба со знаци на оштетување на повеќе органи. Станува збор за второ дете од втора редовна и уредно контролирана високоризична бременост. Детето е породено со вакуум екстракција и реанимирано и интубирано веднаш во родилната сала од каде што е донесено кај нас. Апгар скорот, кој што практички се родилните оценки е исклучително низок, е 0,1-2, што укажува на потешко страдање во перинаталниот период. Состојбата во родилиштата низ државата, особено на скопска гинекологија, станува поалармантна од ден на ден. Ако лани на клиниката имало околу 170 починати бебиња, годинава само во првите 8 месеци бројката надмина 100 смртни случаи. Причината за сега не е доволно јасна. Доктор Андон Чибишев од клиниката за токсикологија во отвореното студио на телевизија Нова истакна дека опремата не е проблем, бидејќи во последните 10 години се инвестирало многу. Проблемот го гледа во преоптавареноста на здравствените работници на Скопската клиника. Таков систем во кој што 24 часа има активност, да има секакви случувања. Значи, здравствените институции не се нити парфимерии, нити цвеќарници. Тоа се институции во кои што се раѓа живот и може да се изгуби живот, зависи од тоа со која проблематика соодветните институции се занимаваат. Минатата недела во една смена на гинекологија починаа 4 бебиња, а само еден месец претходно, за 10 дена, битката за живот ја изгубија 9 деца. Моментално на клиниката за детски болести во Скопје работи интензивната нега со половина капацитет, каде што има услови да се згрижат само 6 дечиња. Токму интензивната нега е местото каде што треба да се хоспитализираат најтешките случаи на родени бебиња и покрај ветувањето од новата директорка дека на крајот на месец септември клиниката ќе добие нова интензивна нега, таа се уште не е отворена.